се собравме да ја одбележиме 146 годишнината од раѓањето на големиот македонски син Гоце Делчев, идеологот на револуционерното движење во Македонија и борецот за правда и слобода на македонскиот народ. Нашата пребогата македонска историја чува голем број имења и презимења на големи луѓе кои го даде својот несебичен влог за борбата и опстојот на Македонија, но чинам дека името на Гоце Делчев го зазема самиот врв во тој историски имен. Малко е ова време што го имаме на располагање за одбележување на денешниот ден, за да ги прераскажеме сите настани поврзани за ликот и делото на Гоце Делчев, ниту пак да си ги припомниме сите заложби на Делчев, но должни сме сепак да се подсетиме кој беше Делчев, што беше Делчев и која беше возвишената мисија на Делчев. Ништо од оваа не ќе беше можно доколку не се случише денешниот ден пред 146 години. За среќа, сепак се случи, оти таква била Божјата волја. И токму како резултат на волјата Господова на 23 јануари по стариот или 4 февруари според новиот календар, во таа 1872 година, во кукушкото семејство Делчеви се родило првото машко дете, инаку трето поред од вкупно 9 деца на Султана и Никола. Новороденото дете добило убаво христијанско име Ѓорги, но потоа сите го викале Гоце. Татко му на Никола Делчев бил кукушенец, а мајка му Султана Нурџиева потекнува од блиското село Мурарци. Во 1879 година Гоце Ѓорги Делчев започнал да го посетува прогимназиското училиште во Кукуш, а потоа го завршил средното образование во Солунската машка гимназија. Се запишал во Воената академија во Софија во 1891 година. Подоцна како питомец во военото училиште тајно ги посетувал социјалистичките кружоци и ширел социјалистичка литература, за што бил исклучен од училиштето. Во 1894 година Делчев станал учител во Штип, каде што се запознал со Даме Груев, еден од основоположниците на ТМРО. Како резултат на блиското пријателство меѓу двајцата, Делчев во 1895 година и се придружил на организацијата за набргу да стане и нејзин водач. Една година подоцна во Солун се одржал Конгресот на македонските и одринските револуционерни сили, на кој присуствувал и Делчев. Тој заедно со Ѓорче Петров биле ополномоштени да изработат устав и правилник. На тој начин бил создаден уставот на тајната македонско-одринска револуционерна организација. Во јануари 1898 година бил востановен Четнички институт, а Гоце Делчев бил назначен за началник на сите чети во Македонија. За време на честите обиколки низ Македонија, Гоце Делчев работел на создавање организационна мрежа со здрави и цврсти бази, комитети и комитски чети на организацијата. Целта на тие негови активности била автономија или целосно ослободување на Македонија и Одринско од османлиско робство и создавање независна македонска држава. За да го отстрани целосно или барем делумно да го неутрализира разбивачкото влијание на Врховниот македонски комитет, Гоце бил мощно активен и отворено ги повикувал врховистите да се откажат од намерата да се мешат во внатрешните работи на револуционерната организација. Се разбира, тој ја сметал организацијата како единствен, легитимен представник на македонско-одринско ослободително движење. На редовното советување во декември 1902 година, Гоце Делчев заедно со Даме Груев, Јане Сандански и други водачи на ТМРО решаваат да не се дигне фронтално востание во Македонија, туку да се води партизанска војна. Целта, како што изјавил Гоце, требало да биде не ние да ја победиме Турција, туку таа да не победи нас. Во јануари 1903 година Делчев отворено се изјаснува против кревањето на востание во Македонија, таа година подоцна познато како Илинденско востание. Според неговото цврсто убедување, таквиот чекор би бил неподготвен и преран.
Задушувањето на Илинденското востание од страна на османлиските поробувачи покажа дека Делчев сосема бил во право. Сакајќи да го спречи тоа востание, Гоце Делчев интензивно одржувал средби со луѓето од местните комитети на организацијата ширум Македонија. На 2 мај вечерта Гоце стасал во селото Баница во непосредна близина на Серес, но непознати лица ја известиле османлиската управа за неговиот престој во селото. Во раните утрински часови на 4 мај 1903 година Делчев и неговата придружба били известени од јатаците дека се опколени од турскиот аскер. За да го спаси селото од Зулу, Гоце наредил да излезат сите од куќата во која се наоѓали и да се повлечат. Во борбите при излегување од селото, Гоце бил погоден во градите од непријателски куршум и паднал мртов. На тој начин завршил животот на херојот над хероите, а еден сон остана недосонуван. Тоа јаве го живееме и ние. Но ниту во еден момент не смееме да заборавиме колкав е влогот на Гоце Делчев за нашиот слободарски миг и за нашата самобитност. Останува по кој знае кој пат да потврдиме и да повториме дека Гоце Делчев беше војник за слободата, стратег и професионален револуционер, ум со висок капацитет и широчина, но и човек со брилјантна визионерска обдареност. Гоце не само што гледаше кон иднината, туку и чекореше кон неа. Во оваа прилика ќе издвојам само една од многуте негови мудри изјави во која тој меѓу другото вели: Македонија и припаѓа на сите без разлика на религии, нации и јазици. Во утрешна слободна Македонија ќе се здружат сите балкански народи. Ете така размислуваше Гоце Делчев. Ете така, драги мои сограѓани, Гоце ја сакаше Македонија, зборуваше за Македонија и се бореше за Македонија. Македонија тоа треба да го памети за вечни времења и бескрајно да му биде благодарна за се што сторил во својот кус, но многу содржаен, животен и револуционерен пат. Ви благодарам.